civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. И ако би требало да се представувам себе си, би рекол дека потекнувам од организација која постои 54 години во Македонија континуирано и која се занимава со промоција или унапредување на правата за безбедна и здрава работна средина, нешто што потекнува како основно човеково право, нешто што најчесто на луѓето им текнува кога ќе се најдат во небрана, кога ќе им се случи несреќа, кога лично ќе ги засегне. Ако би требало да го сумирам мојот животен век во граѓанскиот сектор, би требало да речем дека почнува некаде во 97 година, каде што активно се приклучувам на организација уште како студент и дека работам на многу случувања во општеството, во регионот каде што беше бегалската криза во поранешна Југославија, работев дури активно во делот на приемот на пречекот на бегалците на Блаце, работев во проекти кои беа директно поврзани со водовод и снабдување низ Македонија, но на што се посветив како професионалец, бидејќи тоа ми е вокација, инженер за заштита при работа, се посветив на, би рекол, човечната идеја дека секој од нас заслужува да биде човек на своето работно место. Сега, дали е баш буквално така, можам да ви предлочам дека ние секоја година, речиси од 2007-2008 година, броиме во просек некаде по 40 загинати на работните места. Нешто што голем дел од државните институции, нашата администрација останува глува, или да искористам еден нивнен во онака тет-а-тет контакт, не биде субверзивен елемент на општеството, не ја оцрнува и државата со тоа што ги прикажуваш овие бројки. И што тогаш реков дека жал ми е доколку се перцепира ова на тој начин дека јас заради своја лична промоција или промоција на организацијата се обидувам да преточам нечии црни судбини во дел на што е всушност реалноста и заради која ние главата ја буткаме во песокот. Да не ги бројам, само за минатата година имаме, да кажеме, 55 смртни случаи директно поврзани со работните места, каде што огромна армија на луѓе остануваат безимени, огромна армија на луѓе остануваат во лавиринтите на државата, каде што доколку ја прашате, генерално, би требало граѓанскиот сектор да се води по премисата не таласај. Значи, не биди тој што всушност ќе ги вади црните работи на површина, бидејќи и онака имаме доволен број на проблеми. Да, политиката претежно доминира во ова наше исполитизирано општество, каде што ако некој сака да ти закачи значка, ќе ти закачи дека не си од неговите. Најчесто, например, кога зборуваме или се обидуваме да комуницираме со државните институции, јас ке зборувам само за делот на безбедност и здравје правата, тука ја поставам линијата за делот на труд, областа на труд и претежно моите искуства ќе ги вадам од тој сектор. Ако се обидувате да комуницирате, да кажеме, со државните институции, тоа е сизифовска работа, претежно заради тоа што би рекол дека граѓанскиот сектор е онај дел каде што потфрла државата и каде што ги создава оние сиви зони, граѓанскиот сектор се обидува да ги изнесе на површина и да всушност помогне во нивното решавање. Се обидуваме навистина, својски, професионално, надчовечки да темата за човековите судбини, за безбедноста и здравјето при работа или нашата заштитата при работа ја донесеме пред очите на слепите државни чиновници кои најчесто перцепцијата за тоа дека некој работи во нечовечни услови ја гледаат преку призмата на нивното работно место. Кога ја гледаат така, не можат или не сакаат да ја почувствуваат голготата низ која поминува еден обичен човек кој најчесто е во некој си работен однос кој не му гарантира дека всушност ќе се врати безбеден и здрав при своето семејство. Нашите бројни предупредувања дека огромен број на луѓе во Македонија патат заради разни болести поврзани со работното место, остануваат и понатаму
празен лист во македонската историја, не заради друго, него најчесто, а тука го имаме, еве да кажеме, дури неодамнешното искуство со ковидот, каде што не знаејќи се срамат дури и да прашаат што треба да направат. Од првиот ден на нашето учество, некаде во јануари минатата година, февруари ние излеговме со конкретни обуки кои треба да бидат спроведени на ниво, среќа наша, бележени се на сајтот на Лекарска комора на Македонија, каде што конкретно им посочувавме на здравствените работници што треба да прават. Која лична заштитна опрема треба да ја користат, кој е периодитетот, кој е одговорен, какви постапки треба да превземат. Заедно со стажантите, лекарите, изготвивме дури и приречник како треба да се формираат конкретно единиците внатре во самите болници, што треба да се направи за да се зачуваат здравствените работници како првите на линијата на справување со ковид. Верувајте, покренавме дури бројни постапки, иницијативи како треба и други сектори да пристапат, да се справат со конкретните проблеми. Ќе верувате ако ви кажам дека ние година дена чекаме повеќе од година. Чекаме одговор од нашите надлежни министерства за тоа дека самото заразување на работното место потребно е да се прифати како несреќена работа. Ќе верувате ако ви кажам дека ние стигнавме до тамо да го дадеме дури и делот на ковид заболувањето, COVID-19, да биде еднакво за сите признаено како професионално заболување. Немаме одговор, луѓе. Но тоа не значи дека ќе се откажеме. Тоа значи дека нашата професија не тера да одговориме на предизвиците на нашето време. Ние доаѓаме својски и буквално ангажирајќи што е возможно повеќе професионалци во оваа област да предочиме она за кое многумина од политичките партии се слепи. А тоа дека народот не живее како што живеат тие. Работниците не живеат како што тие уживаат во своите климатизирани простори. Обичниот човек, тој што всушност ние му го даваме гласот, доаѓа во ситуација да често пати ја изгуби дури и во довербата на нас, граѓанските организации, како еден вид на апологети на самите политички партии. И да го сумирам се тоа, колку може да биде корисна работата на една граѓанска организација. Тргнав од тоа да ја опишам МЗЗПР, Македонското здружение за заштита приравата, ќе завршам со тоа дека бевме директно одговорни за новиот закон или претходниот 2007 за законот за безбедност и здравје при работа. Околу 20 подзаконски акти кои директно лобираме, застапуваме, преведуваме, консултираме. Директно сме одговорни за тоа да всушност поставиме стандарди според кои работодавачите потребно е да земат да всушност постапуваат. А верувајте, ковидот само на површина изнесе дека многумина дури и од нив, не ги зимам за секогаш за тие црни ѓаволи кои намерно заради својата лакомост се обидуваат да направат денар повеќе за себе. Не знаат луѓето. Јас овде кога би требало да го посочам прстот, секој пат велат американците кога го посочуваш прстот, трите покажуваат на кај тебе, да, 3 на кај мене покажуваат како професионалец, но пред се би сакал да посочам на државната администрација. Престанете да ставате луѓе кои не ја разбираат проблематиката, а сакате да дадат резултати. Да го цитирам Ајнштен, сакајќи да направите на иста методологија да добиете друг резултат е еднакво на глупост. Граѓанскиот сектор потребен е, граѓанскиот сектор е тој кој што всушност ја собира интелигенцијата во едно општество, но исто така граѓанскиот сектор, почитуваната колешка рече дека често пати заради лукративни причини влегува на погрешна врата да спроведува политика. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.